Кривичен суд денеска продолжува судењето за убиството на Вања и Панче. Исто како и на претходното рочиште, сведочи таткото на Вања, обвинетиот Александар Ѓорчевски. Одиме пред Кривичен во живо. Таму треба да е колегата Зоран Јаневски, да го имаме во овие вести. Зоран, какви одговори даде Ѓорчевски? Да, невообичаено долго трае испрашувањето од страна на обвинителството со прашања кон обвинетиот во овој случај, односно таткото на Вања Александар Ѓорчевски, кој според обвинението одговара заради помагање во грабнување на неговата ќерка. Повеќе од 2,5 часа доаѓаат прашања од страна на обвинителството кон обвинетиот Александар. На секој начин обвинителството се обидува да дознае што го натерало Ѓорчевски да помогне во грабнување на неговата ќерка, како што тврди обвинителството. И покрај сите обиди, Ѓорчевски стои на ставот дека тој не е виновен и дека не им кажал на останатите обвинети кога неговата ќерка излегува од својот дом за да оди во училиште, како што тврди обвинителството, а во тој момент биде грабната неговата ќерка. Обвинителството се распрашуваше за Александар уште од неговата младост, прашуваше дали навистина се лекувал од дрога, каква дрога користел, се навратија дури и до школските денови, па Александар кажа дека од 1 до 5 оделение заедно учел со Радмила Шеќеринска, како што рече, тие двајцата биле првенци на генерацијата. Ѓорчевски уште еднаш обвини дека полицијата не си ја завршила својата работа и дека доколку водела поопширна истрага по грабнувањето, по исчезнувањето на велешанецот Панче Жежовски и исчезнувањето на неговиот автомобил, денеска во судницата ќе се зборувало само за убиството на Панче Жежовски, а не и неговата ќерка Вања Ѓорчевска. Како што кажав, долго трае распитот на обвинетиот Александар Ѓорчевски, невообичаено во овој судски предмет, барем за претходните обвинети кои што даваа свој исказ. Повеќе детали за текот на целото судење со оглед дека е се уште во тек, најавувам за наредното информативно издание. Зоки, ти благодарам за сите овие информации. Остануваш во Кривичниот суд, како што кажи и ти, деталите ги очекуваме во вестите во 16. Беше тоа Зоран Јаневски кој што известуваше за новото рочиште за судењето за убиството на Вања и Панче.